Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видео избор. Тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Во светот владите прават се што можат за да го намалат финансирањето на граѓанските групи кои се осмелуваат да ја предизвикаат нивната моќ. Ова се наведува во написот објавен во Американскиот Foreign Policy за граѓанското општество, кое е под се поагресивни напади од кога и да било порано. Соочени со независни граѓански групи кои наоѓаат начини да ги обелоденат нивните забелешки, владите ни светот почнаа молкум да работат на кратење на нивното финансирање. Од Африка и Источна Европа до Азија, автократите велат дека се борат со странското мешање со цел да ги спречат домашните и странските протести против нивните рестрикции. Овие напори, како што се наведува во написот, се полни со лицемерност и ги кршат основните права на изразување и на здружување. Всушност станува збор за обиди да се избегнат организирани контроли на власта. Доколку светот го дозволи тоа, тие ќе ја направат демократијата во празна школка, и иако периодично ќе се одржуваат избори на луѓето, ќе им недостига една од основните алатки за да се слушне нивната загриженост и нивниот глас. Ваквиот страф од цивилното општество е видливо во Русија и Кина, бидејќи и Путин и Џинпинг направија конкретен пакт со нивните народи. Ќе ви понудиме зголемен просперитет, а за возврат пуштете не да владееме без никаква одговорност. Ваквиот договор функционира додека економијата се развива. Но кога економијата има проблеми, овие лидери се плашат дека нивните народи ќе почнат да протестираат, вели Кенет Рот од Human Rights Watch. Енергично граѓанско општество помага во обезбедувањето владите да им служат на нивните народи. Кога лидерите се заинтересирани само за себе и нивните семејства, секако дека оние што се способни да истражуваат, протестираат и да укажуваат на корупцијата и на одговорноста на власта, стануваат закана за нив. Развојот на социјалните медиуми, посебно на мобилните апарати, покажа дека луѓето сега можат да ги бајпасираат традиционалните медиуми и да зборуваат меѓусебно без посредство на новинари. Овој начин е потешко да биде цензуриран од владите. Арапските бунтови, украинскиот Мајдан, движењата од Кина до Венецуела демонстрираа што може да се случи меѓу неуморните активисти и јавноста со користење на социјалните медиуми. Во некои други времења автократите владеа без да глума демократија, но сега научија да одржуваат избори, најчесто манипулирајќи ги гласовите, за да ја задржат демократската фасада. Затворајќи го политичкиот простор во кој граѓанските групи оперираат, автократите се обедуваат најмногу преку кратење на финансиските средства да го исцицаат кислородот од организираните напори да се критикува нивното владење. Ваквата стратегија е воредно опасна за граѓанското општество. Повеќе земји се премногу сиромашни да имаат донатори способни да им даваат пари на невладините организации. И кога некогаш ќе се појави некој богат поединец да финансира некаква група која ја критикува власта, автократите често ги одвраќаат, напаѓајќи ги нивните бизнис интереси, заканувајќи им се со даночни истраги или рестрикции на нивните сделки со владата. Случаи на такви рестрикции има во Индија, Русија, Кина, Египет, Белорусија, Етиопија, Ангола, Мароко, Киргистан. Во Русија сите невладини организации кои добиваат пари од странство се означуваат како странски агенти, а слични закони има или се најавуваат и во Кина и во Венецуела, каде што активистите се етикетираат и казнуваат како предавници и шпиони. Иронично, многу од истите тие влади што ги ограничуваат правата на граѓанските групи, трошат пари во странство на лобисти или фирми кои се специализирани за подобрување на нивниот имидж. Владите во Русија, Кина, Египет и Азербејџан потрошија милиони долари во Вашингтон за да разубават сликата на нивната репресија. При тоа тие бараат оправдување за нивните нови мерки, при што често пати ги споредуваат со политиките на веќе етаблираните демократии, најчесто со нивните напори во борбата против меѓународниот тероризам, се наведува во написот објавен во Foreign Policy. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Властите и во Македонија на разни начини се обидуваат да ја попречат работата на невладините организации кои се критички настроени кон неа. Ова го велат луѓето кои, како што додаваат, скоро секојдневно се изложени на притисоци и пречки во остварувањето на својата општествена улога како чувари на демократијата.
Соросоиди странски платеници, државни непријатели и предавници. Се епитетите со кои се дискредитираат невладините организации во јавноста, кои се критички настроени ко владините политики. Колку е поголема нивната видливост, толку повеќе се под притисок. Освен лична дискредитација, невладините организации се соочуваат и со низа сопки од институциите, со што дополнително им е оттежната работата. Граѓанското општество, доколку сака да ја исполни својата функција, мора да биде критички настроено. Организациите на граѓанското општество впрочем се грижат за законитоста, почитување на човековите права, владење на правото и демократијата, вели Џабир Дерала, претседателот на невладината организација Цивил. Тие се чуварите на демократијата. И ако тие се стигматизираат, се карактеризираат како непријатели, странски служби, шпиони, предавници на се нешто, тие не можат да ја завршат својата функција во општеството. И колку повеќе такво нешто се случува во јавниот дискурс, тоа повеќе значи дека власта која го наметнува тоа на директен или индиректен начин преку медиумите или други мерки, тоа значи дека таа земја живее во со кусок на демократија, односно живее под притисок на авторитарна власт. Извршниот директор на Младинскиот образовен форум, Дона Костуранова, истакнува дека притисоците доаѓаат во различна форма. Освен преку социјалните мрежи и медиумите, според неа често притисок им се врши и преку затворање на институциите за соработка и со тоа спречување на една организација да работи. Пристапот до институции, посебно последниве години, станува многу тежок, особено ќе ги земам за пример организациите кои што работат со млади луѓе. И тоа е нешто како феномен што се забележува посебно од кога се јавија средношколскиот и студентскиот пленум. И тоа нас не создава ситуација каде што граѓанскиот сектор наместо да биде партнер на институциите, наместо да биде коректив на власта, наместо да биде активен придонес кон подобро општество, е паралелен со институционалниот систем. И Дерала додава дека притисоците со кои се соочуваат се огромни, не само во јавниот дискурс, преку стигматизирањето во медиумите и говорот на омраза, како и против се она што невладините организации го прават, туку вткаени се и во политиките и практиките на самата власт. Безброј законски пречки имаме како граѓански организации кои се невообичаени за демократска земја. Имаме проблеми да ги спроведеме нашите активности на дневно ниво, на локално ниво, преку низа различни мерки кои се банални, тривијални. Според Костуранова, многу организации имаат направено значајни и корисни истражувања, анализи, предлог политики и тие не допираат до институциите и остануваат да седат во фиоки. Еден од примерите кои го посочува Костуранова е незаинтересираноста на Министерството за образование за нивната анализа за екстерното тестирање, на која не добиле одговор, а игнорирана била и петицијата потпишана од граѓаните. За време кое што е пократко од времето што треба да се прочитаат самите препораки, Министерството излезе со порака во јавноста каде што благодарат на препораките, но екстерното нема да биде пилот. Ние никогаш не добивме состанок, никогаш не седнавме на маса да објасниме зашто ова сме го направиле и да пробаме да ги пренесеме нашите мислења, затоа што некој не беше заинтересиран да чуе. Според податоците на Централниот регистар објавени во медиумите во Македонија во 2012 година, имало регистрирани 12.324 невладини организации. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.